Што ти купиш нешто? Тина? Окей. Вака, јас сум Фросина и денеска со Марија, значи пак ќе се дружиме малку на тема пари, ама знаете што, ја мислам дека имаме и некои дали мислам дека кај Душанка имаме некои нови корисници денеска на вебинарот или не? Да слушнеме само нивните имиња? Јас сум Джемал, ова тука е Селвер, а ова е Верче. Верче сум, Китува. Верче ја знаеме, Верче беше минатиот пат. Да. Ова е Селвер, а јас сум Джемал. Така, Джемал не беше, нели? Не бе, не. Не, добро, во ред. Вака сега можеме да почнеме, за да не ве задржуваме многу. Овој вебинар, значи, е продолжение на оно што го работевме или оно што го зборевме, значи, минатиот пат. А зборевме за пари, затоа што овој проект кој што се нарекува зголемување на финансиска писменост меѓу возрастни лица со интелектуална попреченост, го реализира две здруженија. Едното е од Полска, кое што се вика Докта, и другото е од Македонија и се вика Граѓански центар Активум, а самиот проект е дел од Еразмус плюс програмата. Сега, значи, ајде само да се потсетиме на кратко што всушност ние работевме минатиот пат и кои пари вие препознавте минатиот пат. Кои пари ги знаете? Кои пари? Јас ги знам сите пари. Сега Марија ќе го намести слайдот со парите. Јас сакам само да се потсетиме, да видиме која е оваа пара со 1 и 0. 1 0, 10 денара 1 0. Добро, а 1 0 0? 100 денара. 100 денари, добро. 1 со 3 нули, Верче нека каже. Еледарка, ва тука првата, долната. Долната еледарка. Добро. Верче, која пара е поголема? 1000 денари или 100 денари? 1000. 1000 денари е поголема пара. Добро. Денари е поголемо. Добро, ајде, Селвер може да ни каже која е оваа пара со 500. 500. Добро, следната пара? Со 200. Која беше оваа пара? 200. И последната која е? 50 денари. Окей, фала ви многу. Сега, значи, кога знаеме, ајде да кажеме и разликуваме пари, она што е следно и она што денеска, значи, ние треба да ајде да кажеме да разговараме, е всушност како ги броиме парите. И како вашите едукатори ве имаат научено, барем оние кои што не знаете да броите пари, како сте поминале низ тој процес и како научите да едноставно знаете кога ќе отидете во продавница да изброите колку пари ви се потребни за да платите нешто. Ние обично тоа го работиме, значи, преку едукативни игри, меѓутоа овој проект има и една апликација која што се нарекува Фотокоин и таа апликација ќе може да ви помогне полесно да препознавате пари, пошто самата апликација тоа ќе го прави место вас. Сега, кога гледаме пари, не ја гледаме, значи, сумата на парите, туку што ни е битно? Битно ни е колку парите вредат. Затоа јас, Верче, пред малку ја прашав која пара е голема вредност. Дали таа што е со 100 денари или таа со 1000 денари? Со 1000 денари. Точно. А која пара има поголема вредност? 2000 денари или 1000 денари? 3000 до 3000 има вредност. 2000 денари, точно. Сега, значи, не е битно колку, значи, кога ќе имаме едно купче на пари, не е битно, значи, колку тоа купче на пари ќе тежи, како изгледа. Многу е битно, значи, да научиме да препознаеме вредност. Например, кога имаме 1 денар, кога ќе додадеме на тој 1 денар
0, колку пари се добиваат? 2. 1 плюс 1, 2, меѓутоа, кога на Четири. единица ќе додадеш 0, се добива 10 денари. 10 денари. А кога на 10 денари ќе додадеш уште една 0, што ќе добиеш? 1000 денари. Не 1000, него 100 денари. 100 денари, точно. А на 100 денари, кога ќе додадем уште една 0, 1000. колку? Ќе добиеме 1000 денари. Океј, дечки. Она, значи, што сакам сега да ве прашаме, како вие Доста бре. ги читате парите? На памет. На памет? Например, кога имате 1,00, например, или, ај вака, кога ќе ви дојде сметка за телефон, знаете ли да ја прочитате? Знаеме. Како? Како ја читате сметката? Например, ако е 258, Ами колку пише, денари се тоа? пише таму на пораката, кога ќе стигне за сметката, пише таму, треба да пише. И што ти пишува на пораката? Колку имаш ти за месец март да платиш телефонска сметка? 5000. А кај ме питаш, што те? Ами како пише на пораката, например? 1000 денари пишува на пораката. 1000 денара пишува дека треба да платиш телефонска сметка. Во ред, ако пишува, например, 258,00, колку денари е тоа? Колку треба да се плати? 8000. Не, како? Не, 2, 8. Како рекоте за бројките? 800 денари. 800 денара. Треба сметка да например, плати. ако има на сметката 258,00, колку денари треба да платите? 258. 258 денари, точно. Ако има на, еве, например, кога ќе ви дојде сметка за електрична енергија, за струја, и имате 1538,00, колку треба да платите? 1500 1500 денари. денари. Ова значи, така, 1500, околу 1500 денари, така. Сега, значи, работата е што тој дел, значи, тие бројки после запирката, ние всушност не ги ни прикажуваме, односно не ги ни читаме. И браво за вас. А за да малце повежбаме, денеска, вашите едукатори ќе ни помогнат околу овој дел, а се однесува на читање на фискални сметки. Сега, например, кога идете во продавница, знаете ли да си ги прочитате фискалните сметки, например, што имате купено и колку тоа чини? Ја го кликам. Знаете ли да читате фискални сметки? Да, јас знам. Знаете? Колку од вас знаат да читаат фискални сметки? Јас. Кој друг? Гемо и Север да читате и Коста. И Коста знае да чита? А Верче знае да чита фискални сметки? А јас само знам да бројам. Ти знаеш само да броиш. Јас само Добро. се кликам на телефон, скинувам ја. Добро, например, кога Не да одите, скинеш, бе, глупав е. кога одите во продавница, сами ли одите? Да. Јас само одам. Во Ајден, во Мбовара само одам. Добро, и се случило ли некогаш, например, да имаш сгрешено, односно да имаш платено повеќе него колку што треба? Не. Не, до сега не. Не. Добро. Ајде вака да ја замолиме сега Душанка. Душанка знае на кого треба да даде. Значи сите поред ќе имате фискални сметки и она што мене ме интересира е да прочитате колку е износот на таа фискална сметка. Колку некој има платено, за да знам дали знаете да си прочитате сметки. Тука има 1000 евро. Тука на оваа сметка има 1700 денара. А што има купено? Тоа има купено, има... Ево тука вака. Пижама, вајте. Да, пижама, Добро. 700 денара. И женска мајца. И женска мајца. Добро. Пижамата колку пари е? 700 денара. Добро.
А мајцата? 230. Добро, уште нешто има ли таму купено? Има и Две женски мајци се. да, две женски А. мајки, Значи тоа е вкупно, И пиџама. од тука е 460. 460. Да. Да, и тука хулохопки, тоа е вкупното цело е тоа. И 3 пара хулохопки, по 180, и еве ни го цело. Тоа се 540. И 40. Чака. И сега вкупно, Ја вкупно се заедно е 1700 дена. 1700 денари. Добро, ако например ти имаш 2000 денари во тебе, колку треба да ти врати продавачката за да биде оваа Ако фискална? даде си 1700, ако даде со 2000, така? Да, 300 денар. 300 денари треба да ти врати. Браво, браво. Добро, ајде некој друг? Може јас? Велко. Ајде. ајде Косте, и после па Селбер. Кај мене има женски чорапи Добро. и 270. 3 пара по 90. Тоа се 270. 270 денари. Да. Добро. Ако дадеш 500 денари, колку треба да ти врати? Да. 230. 230. Има ли ти помогнали некој? Да. Кој? Со помош, да. Добро. Добро, со помош. Ајде друг. Ево го сега, најде се аркански шо купи. Дека. Да купи 350. 350 денари има фискална сметка, така ли? Да, 350, века, така. Добро. А 350, а имам 2 крепи купено. Да купи, И тоа е купно 700. купно 700 е таа значи фискална сметка. Добро. Ако имаш 1000 денари, колку треба да ти се врати во продавница? 300. 300. Добро, во ред. сега вечка, Ајде, че. вече. Ајде Верчо да видиме. 100 на бак се ги да. Ајде вече. Ти се имаш на фискалната? Чаршав. Чаршав, добро, колку пари е? 500. 500. 500 денари. Друго, 500 има денари. нешто купено? Не. Не. Добро, Верче. Верче, ти ако дадеш 2000 денари, колку треба да ти се врати? 1500. 1500. Кој ти кажа? Джемо, ми помогнал. А кажи ми ти, кога одиш у продавница да купиш нешто, Джема со тебе ли оди? Не. Со кој идеш ти у продавница? Со лично ме бети. Аха, добро. А кажи ми, Стана, можеш ли да одиш? Можам. Секој ден. Секој ден. И на пазар многу. Одам. Добро. Може јас да кажам? Може. Не може. 2 пара женски мајци по 290, 580. Добро. Веројатно ти сам си одиш, така ли? Мене ме интересира, Верче, ти од кој бараш помош кога треба да идеш у продавница нешто да купиш, ама не знаеш колку пари треба да ти се вратат. Затоа што многу лесно, например, некој може да ти наплати повеќе него што треба. Душанка. Со душанка ли одиш? Аха. Ми сама. Ти сама? И сама, ама сама кога имаш точно пари или Точно. Не, кога имаш точно... може баски да ги даде. Добро. Дечки, има ли некој што не читаше фискални сметки? Ајде кажем како се преводи. Да. Нели се преводиш? Јас може, еве. Ајде. Да, пижамите треба да ми вратат 420. 400. Колку пари беа пижамите? Подсетиме. Мајца женска мајци 290, 580 вкупно. 580, ти, например, ако имаш 1000 денари, колку треба да ти се врати? 420. 420 денари, добро.
А кажи ми ти, плаќаш ли сметки дома? Не ми помагат. Кој ти помага? Зависи од кој. Асистентите, координаторите. Добро. И, например, колку плаќаш телефон, ти знаеш ли? Ние не плаќаме сметки. Ја не плакам. Не плаќате сметки? Јас само кредит ставам. Јас само Шубаво. кредит ставам. Јас Колку само ставаш кредит кредит? Ја само морам се. 500 денари за цел месец. А од кај ти се 500 денари на тебе? Од кај имаш ти 500 денари од тебе? Па работи. Но ти ми дават плата. Ти Ти работам дават плата. Да. И колку ти е платата ако не е тајна? 8.000 дена. 8.000 денари. 8.000. Да. И колку имаш за штеден? Колку време работиш ти? Јас како волонтер 4 години више поред. Супер. Па тоа е Јас одлично. сум волонтерка на колесниците. Ја 9. Му помагам, му варам кафе, се му варам. Добро, да го прашаме, значи, колку пари имаш ти за штедено до сега? Кој јас? Да. Јас си трошам многу. Ја редовно си трошам, немам заштед. И јас исто. Нема И јас зашто. исто. И ја немам заштеда. Првите 2-3 дена ја имам, после немам. После више нема. Добро. Јас исто така мислам. Добро, дечки. Вака сега. Некои од вас, значи, точно знаат да кажеме, да работат со пари, затоа што со пари треба да се знае. Дека постои некој што може да го искористи тоа што вие не знаете, значи да пресметате колку точно пари треба да платите во продавница. Е факт, меѓутоа учење како да се брои парите, да се бројат парите е можно и затоа значи секогаш кога имате потреба побарајте помош, затоа што не е едноставно да некој ве злоупотреби или ви земат пари. Сега, например, Верче, пошто на неа и треба помош кога ќе оди во продавница, обично, значи, кога не знаеме колку пари чини нешто или колку нешто што сакаме да купиме вреди, треба да се одредиме, например, некоја, ајде да кажеме, точка, почетна точка, кога купуваме. Што значи тоа? Например, дали вие во Порака Неготино уште продавате списание лице в лице? Поредко, Ретко? поредко. Добро, а кој продава? Јас и сетето. Во ред. Сега, например, Верче, ако ја прашам, дали знае колку пари чини едно списание? 100 динара. 100 денара беше, сега, Чини значи, 100 денара. новата цена на списание лице в лице е 150 денари. Така, сега, Верче, кажи ми ти за 150 денари, дали знаеш од прилика што можеш да купиш? Банана. Добро. Друго? Не. Што друго? 4. Портокалчиња, Портокалчиња. мандаринка, Добро. Сега зависи, значи, колку мандаринки, колку портокали ќе купиш. Ако купиш 1 килограм портокали и мандарини, дали ќе ти стигне 150 денари? кило. Колку? Едно. 1 кило. 1 кило. Па 1 кило мандарини, помаранџи и само една банана за 150 денари. Толку. Толку? Толку. Верче, колку пари е една чоколада? Може да се пријавам јас. 500 Ајде, динара. Верче, да ја слушнеме, па после ти, може ли? 55. Која чоколада е 55 денари? Милка чоколада. Милка чоколада 55 денари. Добро. Аха, од кравата. Најубавата, најубавата. Добро, кажете ми, јаболки колку пари се? 700.
Јаболки, 1 килограм јаболки колку пари е? 50 Околу од 35 до... колку ќе биде? Да. Околу 50. Зелени се поскапи, болт. Така. Па има врска. Сега, например, ако сакате да си купите тренерки, колку пари ќе ви требаат за тренерки? Колку вредат Има тие и тренерки? поскапи, има и поевтини, има 1400. Скоро. 1400 денари тренерки. Добро, Да, значи, панталот е поевтини, тренерките да ги купиш од бутик се поскапи. добро, на тебе кои ти се допаѓаат повише? Од Тие се пазарот или поевтини. кои Тие се се поевтини? поевтини. Дали ти Добро. не греш те купиш и поскапи, ако сакаш поубаво. Во ред. Колку чини еден нов телефон? Па има различно сега, има од 9000, има сега скорото јас бев проверив наму у Нептун или како се ги каже, но имаш и од 7000 денара телефон има. Има различни цени. Добро. Зошто го збориме ова? Затоа што многу од вашите другари кои што таму дружите секој ден, еве на пример вие сте една група која што навистина има познавање за тоа и да препознава пари, меѓутоа и да знае колку парите вредат. Точно знаете, на пример, колку пари ви треба да платите телефонска сметка, колку пари ви треба да купите нешто од пазар, колку пари ви треба, значи да нели излезете во град. Меѓутоа има и ваши другари кои што тоа не го знаат. На пример, на Верче ќе биде потребна помош кога ќе иде да купи нешто во продавница, меѓутоа нема точно пари, него има на пример повеќе пари. Во тој случај некој од вас ќе треба да ја помогне, меѓутоа не е лошо и Верче сама да научи дека од прилика колку вредат 150 денари, колку вредат 1500 денари, а што значи да имаш во себе на пример еве 9000 денари. Затоа што утре Верче ако се вработи ќе има плата. И платата ќе треба нели да си ја троши така како што она мисли и треба. Меѓутоа можете и треба и помош, затоа што не секогаш значи знаеме добро да процениме на што треба да ги дадеме нашите пари. Сега, значи, најверојатно овој месец во Порака Неготино ќе со вашите нели наставнички ќе имате некои работилници за една апликација која што се нарекува Photocount и таа апликација ќе инсталирате на вашите мобилни телефони. Имате ли мобилни телефони? Да. Имате. Да, имам. Ова тука што е заокружено, е всушност таа апликација, која што ние ќе им ја дадеме на вашите наставнички, ќе инсталирате на вашите мобилни телефони и ќе можете значи, да препознавате пари. Што треба да правите? Ќе ставите, например, пара една на масата и самата апликација, ја гледате ова колку пари има тука? 5 денари. 5 денари. Со помош на оваа апликација која што ќе инсталирате на мобилен телефон, значи кога ќе ја скенирате таа пара од 5 денари, самата апликација значи ќе ви прочита и ќе ви каже 5 денари. На тој начин ќе знаете колку точно пари имате со вас. На овој начин, значи Верче нема да има потреба од помош, значи секогаш да ја вика Душанка да иде со неа у продавница, него ќе си ги скенира парите што ги има значи во себе и точно ќе знае колку пари има. Дали се тоа 100, 200 денари, 300 денари. На тој начин на Верче ќе биде малку полесно. Сега, значи, да видите едни пријатели, Марија ќе ви пушти едно видео, да видите едни пријатели исто како вас, кои што посетуваат едно здружение, кое што се наоѓа во Полска, поточно во градот Варшава, и ќе видите дека истите работи кои вас ве мачат, ги мачат и нив, односно, имаат другарчиња кои што нели повеќе ги разбираат парите, меѓутоа да има и некој што не ги разбира, значи толку. Ќе видите дека на ист начин вашите наставнички се трудат да ве научат да разликувате пари, меѓутоа и да препознавате нивната вредност. Марија може да го пушти видеото сега. Ајде, гледате сите. Зошто ни треба? Имаме задача. Секој од вас има одредена сума пари за трошење. Моника, ти имаш 20 злоти.
Андреј, ти имаш 15 злоти. И Агнешка, ти имаш 10 злоти. Вашата цел е да изберете предмети што се вклопуваат во вашиот буџет. Лебот чини 3 злоти, сок е 9 злоти, тоа се вкупно 12 злоти. Значи, ми остануваат уште 8 злоти. Би сакала да добијам чоколадо за 5 злоти. Одлично, Моника. Добро си пресметала. Ти остануваат уште 3 злоти. Што ќе направиш со нив? Имаш 15 злоти. Млекото чини 5 злоти. А бутерот 7 злоти. Тоа се вкупно 12 злоти. Ме остануваат уште 3 злоти. Што друго можам да купам за 3 злоти? Провери ја цената на јајцата. Можеби можеш да вклопиш нешто во рамките на твојот буџет. Јас имам 10 злоти. Затоа избрав леб за 3 злоти и бутер за 7 злоти. Слушайте, што праша? Добро утро. Добро утро. Лебот е 3 злоти, сокот е 9 злоти, а чоколадото е 5 злоти. Тоа се вкупно 17 злоти. Добре, госпожо. 3 злоти. Ви благодарам. Млекото е 5 злоти. Бутерот е 7 злоти. А јајцата се 2 злоти. Тоа се вкупно 14 злоти. Ме останува уште 1 злота. Лебот е 3 злоти. Бутерот е 7 злоти. Тоа е точно 10 злоти. Одлична работа. Се правилно пресметавте, правилно плативте, па дури и заштедивте пари. Запомнете, броењето пари е вештина што можете да ја користите секој ден. Беше одлично. Разбирам како функционира сега. Знам да бројам и да внимавам да не преплатувам. Се чувствувам посамоуверен. На почетокот бев нервозен, но сега знам дека можам да се справам со тоа. Не е толку тешко како што мислев. Да, беше забавно да броиме заедно. Сега сите знаеме како да управуваме со нашите пари. Фантастично! Денес секој од вас направи чекор кон поголема независност. Запомнете, ова е само почеток, но веќе имате цврста основа. Дечки, го видовте ли филмот? Да. Да појасниме малку. Македонските пари како се викаат? Денари. Денари. А што слушнавте на филмот? Како се викаат полските пари? Квоти. Злоти, да. Тоа требаше да ви го кажеме на почетокот за да ви биде појасно и што мислите, другарите добро се снајдоа, тоа е фактички продавница, си направиле како продавница и вежбаат колку пари треба да им бидат вратени, за да утре нели можат сами да идат у продавница и бидат сигурни дека некој нема да им наплати повеќе од што треба. Што мислите за вашите другарчиња? Се снајдоа ли добро? Да. Да. Кој е подобар? Се знае кој? Порака неготино, а? Да, порака неготино. Добро. Сега, значи, она што мене ме интересира е цело време нели збориме за пари, мора да знаеме колку вредат за да можеме да се снајдеме.
ни требаат пари за основни работи. Меѓутоа, она што мене ме интересира и не знам, е од каде вие имате пари. Еве, например, некој работи и се зима плата. Меѓутоа, сите ли вие работите или имате пари на некој, добивате пари на некој друг начин? Сите што работиме и земаме џепарок. Сите што земаме џепарок работиме. И јас исто така исто и јас земам џепарок. Кој ти дава џепарок? Баш работиме. Добро, ма што е? Значи порака неготино ви дава? Тоа цел ти работиме џепарок. Добро, ама не би ги дава затоа што, нели, многу сме убави, нас плата не ни даваат затоа што многу сме убави, затоа што нешто работиме. Така ли? Да. Треба да работиш, па за да имаш пари во себе. Во ред, дали тие пари ви се доволни? Да. Доволни. Доволни, добро. Дали Доволни, државата доволни. на вас ви дава дали државата на вас ви дава пари? Не, за мене тоа. Например, дали имате туѓа нега? Само ова Дават. само што работиме тука Дават. ги Дават. И државата ви дава? Да. Добро. И тоа што работите во порака неготино, имате пари и велите дека тие пари ви се доволни, така ли? Да. Добро. Има ли на некого што му фалат уште пари и не му се доволни? Ама кажете слободно. Еве, например, ја мислам дека мојата плата е мала и мене не ми е доволна. И ја мислам. Да го кажем? Може само ја да кажам нешто? Може, Не може. Не може кој. Може да кажеш. Ја почнав да работам у комуналното. Добро. И платата добра ли е? Добра е. Доволни ли? Парите стигаат? Доволни. Стигат. Од 30 дена во месецот, колку дена пари имаш ти во тебе? Ама го праша сега. Зашо? Баш добро прашање. Затоа што велит дека парите му се доволни. Ајде да. Ами стигат платата од 1 до 15. Од први И до 15. немаме после. И после немаме. И после, што правите после кога немате? Чекаме, се Чекате снаоѓаме. друга плата. Добро. Ајде вака, кажи ми, од 1 до 15, таа плата што ќе ја земеш, на што ќе ја потрошиш? На што ја трошиш? Па немаш. Мами сега ќе стигне таа плата новата, ќе стигне си купам патики, Не има пари. Патики. Добро, друго? тренерки, Добро. Какви патки си купуваш, Косте? А сметки некои се плаќаш ли? Телефонска Не. сметка ќе си платиш ли? Не. Не. За јадење нешто ќе си купиш ли? сендвич. Сендвич. Не. Добро. Дали планираш, не знам, да идеш некаде да шеташ, например? Да, Каде? за Великден. За Ке кумата Великден, моја. Ке кумата. Како ќе одиш? Колку пари ти треба до таму? Ами карта ако е со автобус 320 назад, 320, 620 назад. 640 денара. Добро. За друго што ти требаат пари? За друго ништо да го помина месецот. Добро. Дали планирате да одите, еве, например, негде на летување? Да. Каде? Ако да ни покажете. Па на нелбето у Грција. Ама ја мислам Да, дека вие лани беме у бевте у Грција. Грција. Да, беме у Грција. А е така, и сега кажи ми ти мене за Грција колку пари треба? Но. Може колку. Cosa, ma c'è Која опција
Кој ве носеше вас на одмор во Грција? Мене Верче ме носеше. Јас бев со родителот. Добро, и колку пари треба за Грција да си иде на одмор? Ами сега не знам точно тоа, патерини да се платат таму одморот како што, не знам точно тоа. Ја не знам исто така. Не Ми сметам ја кажете тоа на да Верче, поредам. ми кажете на Верче, оваа година и мене да ме носи на одмор со вас, затоа што мене ми се свиѓа ова. Верче, да. Да. Верче, кажи ми ти, парите што ќе ги земеш, на што ги трошиш? Или Селвер може да ни каже на што ги троши парите? За тутун. Кажи се бе. За тутун, за телефон, за пепата, за искачање. Добро, ама например, пред да се земе платата, дали например се случило да си направите план што всушност треба да се плати или да се купи овој месец? Кажи да. Да. Еве например за месец април. Што треба ти да како си ја распоредил твојата плата за да можеш или джепралак што го имате за да можеш нели да си купиш се што сакаш? За тутун, за пепата, почав са фолија ќе ми се наведено до седа да стан фолија. Добро, и така секој месец? Да. Добра, кажи ми, Може дали се пријавам, јас само тука само сум. малку. Селвер да ни каже дали има заштедено пари? Да. Колку пари имаш заштедено? Добро, а парите ги штедиме за што? Што планираш со нив? Да одиш некаде, да се шеташ, да си купиш нешто? Да ме пеа некогаш. Зашо? Кога се можете да слушате сега, добро погledате. Да му работи. Да му работи. Добро. Јас сакам да заштедам за многу работи. Например, За одмор, за Верче ќе ве За носи други в Грција нешта. без пари. Очигледно без пари. не, Не, не носи вече без пари. без Па пари, ние без мора. пари Верче ве носеше у Грција. Са, мора, од денеска морам да почнем да штедам, ќе почнем и да штедам. Ти- Од другата плата. Од... И колку Ќе планот дојде. каков е? Колку пари планираш да штедиш? Неке 3000 денари, доста се. 3000 денари. Да. Добро, а што до сега те спречуваше да штедиш? Ти многу трошев. Ти многу Од трошиш. сумаком. Од сумаком. Од силак. Или... Или е мала плата, да? Дечки, дали има некој друг нешто што сака да каже, еве ја не сум го прашала денеска, во однос на тоа како треба да располага со парите кои што ги има. Имате некои други прашања? Имам ја. Кажи, Селвер. Селвер, да праша нешто. Може слободно. Ајде, Она која што бека да се месец за да порачавме. По телефон. Душанка, може ли малце погласно? Ајде, Селвер. Гласно. Се не Не го слушнав, не го разбрав. Се укучи телефонот на Душанка или компјутер. Се замрзна сликата. Нека дојде тука, Селвер. Дојде тука. Дојди, Селвер, тука застани. Да ти има на камера, е така. Те прашава нешто. На колку места се укучени? На Селвер, сакаше да ни кажеш нешто во однос на или да прашаш нешто? Слободно.
Чакаме. Да не направим места. Ајде. Нешто те прашам да не се каже да кажеш? Да. Слободно да кажам? Слободно. Сега колешка бевме да почнеме се мечи. Ви слушате? Да, да почнеме Сега да колешка што? бевме да... Со една семечи полаш на колешка за деца, за лучек, да. Сендвичи да Со порачате една за децата за колешка од ручек. за ручек за корисниците. Да не знам да ги А. пише на подавачката на сметка колку се пали. Добро, а кога порачувате сендвичи фискална сметка ви даваат? Па да. Да, Да. добро. Еве Душанка. Душанка паса по. Па се случи и така сега се случило. Добро, дечки. Има ли некој прашање? Да, не ти сакаш нешто? Да. Фросина, Молам. Дане сака нешто да каже. Ајде. Ајде, Дане. Јас си стедам пари колку сум јас сум и волонтер, горе работам во сумката и таму и помагам за тоа, за пари мамо таму и работам. И ја направо като стегна и си земам лата. Дане, значи ти треба да бидеш пример како се штедат пари во порака неготино. Да, Ако е тоа точно, ти треба дефинитивно да им кажеш на другарите како во ова време се штедат пари, посебно на Коста. Кажи што си купите од заштедените пари. Од студентите пари си купи и телефон. Ете така. Браво, браво. Така треба, значи. И пак имам за стедено. И пак за штедено, и телефон Да. си купил. Браво. Кажи ми, зошто ти на Коста не му помогнеш Коста да почне да штеди пари? И на Джемал. И на Джемал, да. Дон Джемал, знаеш сега како, он вика... Ја викам не, и не скам, без питање. Тоа за како, после ќе му ставя там, после ја можам да се вратам назад. А ја вака тук сам побаво и кокошки си е рана. Дане, кажи ми, тебе убаво ли ти уборака на готино? Да. Да? Да. Добро. И мене ми убаво. Вечуваат, дефинитивно, значи, навистина многу вечуваат. И наставничките, видите колку се грижат за вас. Да ви биде се обезбедено. Многу се грижат за нас. Се ви обезбедено. Се. Вие само треба да ги слушате, за да можете, нели, да совладате некои вештини што ви можете да ги совладате и да научите како, пошто сега еве збориме за пари, на некој начин подобро да располагате со парите. Дане, кажи ми ти плата взимаш од порака на готино, така ли? Кажи? Плата взимаш од порака на готино? Да, од неготно порака взимам плата. Добро, и парите си ги чуваш дома или во банка? Кај јас таму. Дома и не ги ставам, со мене си ги носам и никој и не ме тепка мене. Безбедни се, така ли? Да. Добро, а у продавница плаќаш картичка имаш ли од банка? Картичка не. Не, значи плаќаш со пари, кеш, така ли? Пари, да. Добро. Во ред. Джемал, гледаш како се може да се штедат пари ако се сака? И ако сакам да штедам, ја не штедам. Ја трошам да има кај нема здраве.
Росен. Добро, Коста, Ја добро. не штедам, бога ми. Добро. А наставничките што ти викаат на тоа? Како? Наставничките Треба да што ти почнам викаат? да штедам. Да Тоа треба. вели, тоа велат Да, наставничките. Јас си стедам, јас тоа што ми треба, тоа си купувам. Дане, кој те научи тебе да штедиш пари? Па вака јас ми текна нешто, викам чекай, и јас си знам како. И си стедам. Плански Браво. Да ја плански и работам. Тоа го зборевме значи со вашите наставнички. Кога се пред да се земе платата, треба да се има план за 30 дена, а не за 15. Так, дечки, има ли некој нешто друго да каже? Да не ве задржуваме многу? Нема. Нешто да каже. Ајде, Љуми, дигни рак. Може. За пари. Добро. Ето работи. Сакам да работам. Ти сакаш да работиш за да имаш пари, така ли? Да, И јас сакам да Коста, колку е убаво да се има плата и да се троши така, и сакаш да работиш Бога за ми, да имаш да. пари, така ли? Бога ми да ти кажам врцина, да. Треба да сите да ги трошам, што ги имам у Коста, мене. одопти малку бе друг нека каже нешто. Добро, а каде би сакала да работиш ти? За да готвам. Да готвя се. Може во некој ресторан, например. Да. Добро, а дали мислиш дека можеш да работиш 8 часа? Може. Можеш? Да им кажеме на наставничките да бараат работа за тебе. Еве, слушаме. И Валентина тука, и Валентина тука. Да, се пуна све за... А добро, зошто ти требаат пари? Што сакаш да си купиш? Зошто ти требаат пари? Јас си стедам за се. Али. Не сакам да работам, може да се ничара. Јас не служам. И во сендвичара? Да. Добро. Друг некој има ли нешто да ни каже? Да Да не забрави на некого. Да. Ето, ти ли сакаш? Да, може ја да кажам? Може. Јас сакам да се вработам, мислам било каде. Кој сака да работи? Јас, Снежето. Снежана сака да работи, ама да работи било каде, така ли? Да. Во кујна можеш ли да работиш? Во кујна можам. Добро, во продавница? Во продавница, не можам во продавница. Зошто? Само во кујата да се вработам. А зошто не можеш во продавница да бидеш продавачка? Оти не ги знаеш парите? Да, оти не ги знам толку. Не знае. Добро, а што сакаш да си купиш со парите? Зошто ти треба? Сакам да си купам мислам ланчи. Мислам белезија и оваквото Некоја блуза? Мислам нека блуза. Како да била блуза? Добро. Друг некој да ни каже? Дентичкейс. Кажи се овде. Па кажи. Некој што не кажал ништо. Ако има слободно, значи нека ни каже. Ти кажу, и Росина, јас
си работам вака, ја утре пак си станувам рано и си одам и работам оре. И си касни 2,5 Браво, браво, Дане, браво. Така, и за тоа и си земам и плата. И плата. Па за секоја работа си треба и плата. Да, така. Секој ден и ние просина така. И ние секој ден идеме на работа. Да. После па на работа сме. Исто така. Втора сме на волонтери. Дечки, ја кога ќе дојам у порака неготино ќе ве частам сандвичи, да знаете. Стварно сте умни. Стварно сте Ја те частам. Не, јас ќе ве частам. Gentleman сум. И така. Дечки, ако нема некој друг нешто да каже, да не ве задржуваме. Да, фасина. И ќе се видиме, значи, можеби нареден месец уште еднаш. А за денеска, ако е тоа, значи можам само да ве поздравам и да ви кажам стварно фала, затоа што давате многу интересни и искрени одговори. Фала на комплиментството. И ви ветувам дека ќе се видиме. Нареден период може ќе се видиме. Нареден ќе се видиме. Така. Фала ви пуно и фала на вашите наставнички, и на Бети, и на Душанка. За денешната дружба и да имате убав ден и да ги слушате. Важи. И вие имате убав ден. Ајде поканувам тука. Ајде, чао. Чао. Чао, Вале.